Министерството за внатрешни работи ги откри убиците кај Смилковското езеро. Како што соопшти денеска министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, станува збор за група од 20 лица од Скопје следбеници на радикалниот ислам кои војувале во Авганистан и Пакистан против НАТО војници. Во акцијата за откривање на убиците, позната под името Монструм, само утрово учествувале 800 припадници на МВР. Утрово беа направени претреси на 26 објекти. По основ на направените претреси приведени се 20 лица по различни основи. При претресите најдени се голем број на материјали за кои сметаме дека понатаму ќе може да ги користиме како доказ. Најдени се поголема количина на оружје, литература која укажува на идеолошката припадност на овие лица и ред други предмети, како например тактички елеци, фантомки и слични средства кои би можеле да бидат користени или биле користени за извршување на кривични дела. Меѓу 20 уапсени има лица кои се директно инволвирани во убиството кај Смилковци, појасни Јанкуловска, но и лица за кои нема податоци дека биле на лице место на убиството. Според Јанкуловска, радикалниот ислам е основниот мотив за извршување на убиствата, а цел е да се создаде страф и несигурност кај населението. Мотивот заради кој тоа се прави е нивната идеја, убедување, верување и следење на радикалниот ислам, кој, како што реков, е опасен за верниците од христијанска и за верниците од муслиманска вероисповест, но и за оние кои не веруваат во ниту една религија. Министерката Јанкуловска, запрашана за безбедносната состојба, истакна дека Република Македонија е дел од глобалната коалиција за мир и со самото тоа е на страната на земји кои може да бидат потенцијален таргет на радикалните исламисти. Сепак, како што нагласи таа, службите на МВР постојано ја следат состојбата и делуваат превентивно.